Добро вечер, Македонија, добро вечер за сите гледачи на 1 ТВ. Јас сум Наташа Мешковска, а ова е првото издание на спортското шоу Русија 2018. Ке следа и циклус од 8 емисии посветени на светското првенство во Москва 2018, кое што започнува со свеченото отварање на 14 јуни. Знаеме дека фудбалот е најважната општествена работа за сите. Содржината на овие емисии ќе биде доста интересна за нашите гледачи. Имаме концепт кој што ќе биде доста содржаен. Во тоа спаѓаат основни 3 дела. Во првиот дел имаме најразноразни прилози околу подготовките и организацијата на светското првенство, Москва, град домакин. Ќе ви ги презентираме и стадионите на кои што ќе се одржуваат дел од утакмиците и надпреварите. Исто така ќе ви ги презентираме и 32-те екипи земји учеснички на светското првенство. Она што е најинтересно за нашите гледачи, што ќе имаме наградна игра со пригодни подароци кои што ќе ги имате во секоја емисија достапни со вашите јавувања. Моја помош, моја десна рака, мој колега, водител и домакин, на моје големо задоволство, ќе биде господинот Бранислав Калеовски. Бране, добро вечер, ти благодарам што прифати. Ви благодарам на поканата, чест и задоволство ми е што сум дел од оваа емисија. Инаку 1 ТВ дефинитивно се наметнува како една од телевизиите која го поддржува спортот, дава голем интерес во врска со тоа и дефинитивно нашата денешна емисија и наредните 7 кои ќе ни следат ќе придонесат да ги запознаеме тотално гледачите со светското првенство 2018 година кој ќе ни биде во Русија. Ќе представиме 12 стадиони во 11 различни градови. Исто така, освен земјата домаќин, уште 31 како што ни кажавте репрезентации. Ќе имаме одлични гости, луѓе кои се буквално дел од овој спорт, легенди и активни фудбалери и исто така, како што напомена, ќе имаме одлични награди за сите оние кои ги интересира спортот, фудбалот и би сакале да пратат што ќе се случува на светското првенство 2018 година. Точно така. Во првата емисија ќе го презентираме градот домакин Москва, двата стадиони со краток прилог, но најинтересно ќе биде што ќе имаме навистина добри подароци ако се јавите и дадете точен одговор на едно од 4 прашања кои што ќе ви бидат поставени. Спонзори за овие награди ни се Тиквеш, кој што доделува пригоден подарок, потоа имаме Оптика Цајс, потоа имаме за телефонскиот апарат, смарт апарат, Мобиликс, кој ќе ни додели еден од најновите, најсовремените смарт телефони. Така да би било добро да останете со нас до крај на емисијата. Точно кои ќе ги даваме наградите измеѓу во самата емисија. Како што видовме од прилогот, навистина фасцинантни услови за светско првенство ќе понуди градот домаќин Москва, а исто така и стадионите се навистина со прекрасни услови. Денеска имам таа чест да најавам двајца гости кои што се луѓе од фудбалот. Едниот е актуелен играч во ФК Вардар, а другиот е човек кој што има над 70 настапи во националниот дрес на фудбалската репрезентација. Тоа се Горан Попов и Игор Митревски. Момци, добро вечер и добри ни дојдовте во 1 ТВ во првото спортско шоу Русија 2018. Добро вечер. Добро вечер. Како се чувствувате овде кај нас? Прво благодарам за поканата, навистина ми е драго што сум денешен прв гостин заедно со Горан и да ги поздравам сите гледачи на 1 ТВ. Благодарам. Ви благодарам на поканата, исто како што кажа Игор. Чест ни е да бидем овде со вас. Емисијата ви е прекрасна. Благодарам. Да, 1 ТВ е ретка телевизиска куќа која што навистина го промовира спортот постојано. Горан, ти си актуелен играч во Вардар. Каква е состојбата во Вардар? Што да очекуваме во следната сезона од овој наш, да речам, гордост фудбалски клуб? Па ете, сите знаеме Вардар дека е најголемото име во Македонија. Така да овде сум 3,5 години во Вардар. Имам договор до 2020 година. До 2019 јуни, се извинувам. Овде сум, не планирам да одам никаде. Останувам во Вардар до јуни, така е, до следнава година. Амбициите ни се секогаш знаеме. Еден е Вардар, наша цел секогаш била да бидеме први. Последниве 3 години тоа го исполнивме. За прв пат, нажалост, оваа година Шкендија го преземе тоа. И од следна сезона почуваме
со нови играчи да земеме нови играчи и да правиме нов тим. Со нови можности во нови победи. Токму така. Исто така игравте едно време во Украина во вашата кариера. Да. Тоа е сличен менталитет на Русија. Еве како е вашето искуство од Украина? Што можеме да очекуваме од првенство во Русија како навивање? Знам дека се доста конзервативни и сите тие работи. Па, значи вака, украинскиот фудбал и рускиот, еве и Игор, мојот колега, и во репрезентација, знаеме и двајца дека украинскиот и рускиот фудбал се играат слично. Така да, јас бев во Украина 2 години, кај што си поминав супер. Значи, првенството е на големо ниво. Еве сега светското првенство е значи во Русија. Така да имаат квалитетни стадиони, имаат добри играчи кои што играат на светска класа, продаваат со милионски суми играчи и можем да кажем дека јас лично, кај што играв во Украина, сум презадоволен од нивните услови кои што ги даваат и до ден денес тоа е така. И мислам дека светското првенство ќе биде на големо ниво. Да, се надевам. Игор, ти си фудбалска легенда, не постои човек во Македонија, не само љубителите на фудбалот, туку и пошироката јавност го знае твоето име, твоето презиме, имаш настапувано во националниот тим повеќе од 70 пати. Што прави Игор сега? Дали остана во фудбалот или се бавиш со нешто друго? Добро, моментално работам со еден мој пријател од Москва. Тој е Марко Трабуки, како скаут за цел Западен Балкан. Заедно се познаваме повеќе од 15 на години и така имаме доста добар контакт меѓу нас. Работиме заедно, му помагам во некои работи за сите играчи од цел Балкан, од овој дел поточно. Имаме еден коректен однос и моментално сконцентриран на својата фамилија, моментално сум во Скопје и поддржувам контакти со повеќе мои колеги надвор на Македонија. Значи врските со Русија остана. Така. Ти беше член и дел од фудбалскиот тим Спартак. 5 години. Кој што тренираше и на Сенат преваруваше во еден од стадионите што ќе бидат домаќини на светското првенство. Ајде малце да прокоментираме околу што го видовме во прилогот. Москва како град, како живее, дали е подготвен, организацијски, секако, сообраќај. Што е твоето мислење околу тоа? Добро, лично според мене уште во времето на Советскиот сојуз Русија имала прекрасни услови. Јас како млад фудбалер потпишав 2001 година со Спартак Москва и Спартак Москва имаше огромна амбиција уште во тоа време да изгради современ и модерен стадион. Избираше многу локации надвор од Москва каде ќе е најдобро, најудобно. И јас како фудбалер поминав околу 5 години во Спартак, околу 5 години играв на Лужники. За мене Лужники историја во мојата кариера. И навистина тој стадион секогаш ми остава убави впечатоци, игравме во Лигата на шампионите. Во помодерно време Спартак изгради една современа арена, која е околу 10 на километри надвор од тој метеж во Москва. Има прекрасни услови, прекрасни специјалисти и фелата од фудбалот уште во тоа време настојуваше да Спартак мора да има еден добар стадион, еден современ стадион, затоа што има милиони навијачи и многу голем народ кој го сакаат Спартак. Тоа е откритие, така. Откритие арена во Москва. Имав можност пред неколку месеци да бидам таму и навистина се работи за прекрасен стадион. Целата историја на Спартак е ставена натре и мислам секој кој го посетил последниве месеци после отварањето, навистина се сите презадоволни. Стадионот е постојано полн и Спартак ова година исто се пласира во Лигата на шампионите и навистина заслужува еден таков клуб со таква историја да има еден современ стадион. Така. Отлично. На тие два стадиони практично и ќе се игра во Москва кога ќе се играат надпреварите од светското првенство. Групата, предпоставувам ја, знаете веќе, значи на земји, нели Русија, Египет, Саудиска Арабија и Уругвај. Што мислите вие, како, не знам, русите ќе ги прифатат како навивачи, како ќе ги прифатат самите нации, земји, дали се како навијачи вулгарни, не се... Дали се добри домаќини? Да, дали се добри домаќини? Русите во глобала се одлични домаќини. Имав еден разговор со еден познат новинар кога бев во Москва и имавме така и за Суперкупот, како помина во Скопје, како светско првенство ќе се одвива во Москва. Навистина Москва како град е многу спремен, има одлично метро, располага со 6 аеродроми околу Москва, 3 комерцијални, 3 регионални. И мислам дека од безбедносни причини ќе функционира све на високо ниво и
Фелата од фудбалот во Русија секогаш очекуваше да се одбива, да се одржи едно големо надпреварување како европско или светско првенство. Еве Русија 2018 го доби ова светско првенство каде што мислам дека ќе помине се во најдобар ред. Ќе се покажат како добри домаќини. Во 2006 година прв пат сега во Русија, во Европа се организира, инаку 2006 последен пат во Германија беше исто така светското првенство, колку што паметам вие игравте во Германија во тој период, така? Точно во тоа време бев фудбалер на Енерджи Котбус и тогаш беше. Дали бевте за време на светското првенство во Германија? Бев за светското во Германија, али за Германија кога разговараме секогаш имаме огромен респект како може све да организира, не само едно европско или светско првенство, навистина имаат фантастични услови, одлични стадиони, модернизирани стадиони, одлична организација и навистина во Германија последниве години не сум видел некоја држава да организира по-добро и по-квалитетно. Добро, кога сме веќе во првото издание на спортското шоу, време е да почнеме да ги презентираме екипите. Денеска ќе ги презентираме екипите од првата група, како што напомена веќе мојот колега Бране, тоа се Русија, Саудиска Арабија, Египет и Уругвај. Пред да продолжиме со коментирање на самата група и на првата репрезентација за која што видовме, би сакал само да подсетам дека внимателно пратете, ќе имаме 4 прашања со 4 награди од страна на нашите пријатели кои се пријатели на емисијата. Тоа е винаријата Тиквеш, вода Врнци, исто така една од најдобрите оптики Оптика Цајс и Мобеликс кои ја дава и наградата на вечерта, тоа е еден од најсовремените смарт телефони. Дечки, поврзано со Русија, знаете дека како домаќин она се квалификуваше директно, не играше некои посебни квалификации, останатите 31 се изигра. Ајде се уште еднаш коментар во врска со каква игра негува Русија, што вие мислите, дали е фаворит, дали ќе освои некој од првите 2 места во групата, веројатно со Уругвај се едни од фаворитите. Добро, сепак Русија е домаќин на ова светско првенство. Јас лично го познавам главниот тренер Станислав Чечезов, кој игравме заедно во Спартак Москва и го знам како карактер и како размислува. Најде на критики последниве неколку години, 2 до 3 години, имаше една огромна промена на цела генерација во нивниот состав и тоа го издржа и последно време направено добра дисциплина, спојна младост искуство. Акинфеев им е капитен во екипата. Практично е звезда во оваа екипа. Домаќини се на ова светско првенство, ќе имаат поддршка од публиката, максимална на домашен терен и мислам дека русите би требало да го искористат тоа. Познавајќи го тренерот како човек, како карактер. Игра негуваат, еве што негуваат, не се баш атрактивни нешто посебно, но се Чечезов во времето беше меѓу најдобрите голмани во Русија и никогаш не сакал како човек и како јас имав можност да играм со него 2 сезони во Спартак и никогаш не сакал да се брани екипата, да игра во одбранбен стил, секогаш сакал што погоре да се игра на втората половина од противникот. И мислам дека Русија ќе напаѓа, ќе има доста ветер во грб од својата публика и ќе игра доста офанзивен фудбал, пошто руската публика го очекува тоа, нова светско првенство, домаќини се и ќе нападнат да излезат од прво од групата, па после што понатака ќе биде, ќе покаже времето. Горан, како човек кој што играл во Украина, Русија и Украина се слични по менталитет. Кој е твоето мислење? Дали се под зголемен психолошки притисок руските играчи токму ради тоа затоа што играат на домашен терен? И како, например, ти се чувствуваш кога играш на домашен терен? Дали е тоа додатна мотивација за тебе или пак напротив чувствуваш една пресија која што е навистина тешка да се износи? Па ете, знаеме дека секогаш кога играш на свој терен си повеќе мотивиран. Тоа е нормално за секој играч. Така да јас мислам дека Русија нема да имаат некој голем притисок, затоа што ги познавам, сум играл на нивниот стадион заедно со Игор. Сме играли на тој стадион, знаеме како нивната публика ги поддржуваат своите играчи, како ги бодрат и мислам дека нема да имаат некој притисок сега затоа што има да играат тие на домашен терен и мислам дека ќе дадат све од себе, као прво затоа што се домаќини, као второ да се докажат пред цела јавност, пред цел свет да се докажат дека се добри. И како трето се искусни играчи, сите оние што стигаат до светско првенство се навистина луѓе со многу багаж позади себе, со огромно искуство на терен, претпоставувам. Токму така, тие значи имаат репрезентација која стварат со години. Така. Не е репрезентација која што ги менјаат играчи секој месец. Се прави системска селекција. Тоа се прави системска селекција како што во секоја една екипа.
Така да долго време се заедно, се знаат, се познаваат играчиве и мислам дека без никаков притисок ќе играат на домашен терен. Често пати знаат светските првенства да бидат таргет, цел на терористички напади, на хулиганство. Што мислите двајцата за Москва? Дали Москва ќе се соочи со вакви тешки моменти во текот на организацијата на светското првенство? Со оглед кој е премиер, тешко. Он ги држи црста работа. Јас мислам дека тоа е Имаат добре нема да има никаков проблем. Имаше и многу скептици во организација која беше Олимпијадата во Сочи. Исто имаше многу најави дека ќе има доста проблеми. Да, они беа организатори на Зимската Олимпијада која помина фантастично. Но Русија се сеќавам и живеев околу 5 години таму. Значи, кога е прашање организација на едно светско или европско првенство или Олимпијада, навистина безбедностните служби се на максимално ниво подигнати, на високо ниво и мислам дека ќе се справат многу лесно со тоа затоа што имаат искуство во тие работи. Дали мислите дека Русија како нација е расистичка нација? Јас мислам дека не. Мислење, бидејќи сте живеели двајцата во Јас мислам дека не. Јас сум бил во Украина, тоа се слични и во карактер, менталитет, значи луѓе све слично. Ист јазик зборат. Украинците си имаат свој, али повеќе 90% од луѓето Игор бил исто во Украина, знае дека зборат нивни јазик. Така да мислам по мој не се. Одлично. Втората екипа што денеска ќе ја најавиме по редослед е една Саудиска Арабија, која што за мене е мистерија. Како што најавивме, пред да започнеме со коментирање во врска со Саудиска Арабија, ќе имаме јавување од страна на еден гледач и ќе доделиме едно 4 награди кои ги доделуваме. Дали се слушаме со гледачот, дали? Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во живо сте, во емисија Спорт шоу, спортско шоу. Да, ве гледаме, супер ви емисија. Како ви се допаѓаме како за прв пат? Дали е во ред, дали е добро? Добри сте, супер. Имате малку трема, ама. Одлично. Тоа може би јас дека ми е прв пат, Наташа нема сигурно. Ја како возрастна фудбалерка немам трема, да. Да, како искусна. Искусна фудбалерка. Да, дали сте спремни за прашањата? До гостите. Супер. Особено за Горан Попов. Дали... И тоа, ајде, ако може прашање да се награди. Значи имате од 1 до 4, може да бирате. Прашање број 1, 2, 3 или 4? 3. Да. Океј, прашање број 3 гласи вака, слушајте внимателно. Ајде. Која репрезентација беше освојувач или прва на минатото светско првенство во Германија? Извинете, на минатото светско првенство во Бразил. Во Бразил? Да. Германија. Се издадов, а? Јас ќе треба ова да... Намерно бране ви помага. Океј, значи број 3, вие Оптика Цајс, добивате од Оптика Цајс најсовремени спортски нов модел очила, така да ќе се договорите со режија како можете да си ги подигнете, каде да се јавите и се останато. Океј, фала ви. Очила за сонце, не за пливање, да нема забуна. Да. Фала ви, фала ви. Добро, момци, после прилогот на Саудиска Арабија да прокоментираме околу тимот. Имате некакви познавања за овој тим? Па лично јас сум свет тренерот. Не ја познавам многу Саудиска Арабија. За мене добро каже мистерија на ова светско првенство, али фудбалот е таква игра што секој може да изненади секако и да им ги помети мислам дека и може да ги помети сметките на останатите, точно. Па тоа е спорт, има изненадувања секогаш. Тоа е спортот, затоа е фудбалот интересен, затоа е најгледан во светски рамки. Али Саудиска Арабија како сите репрезентации мислам дека ќе го даде максимумот и ќе одигра колку што може, колку што поседува квалитет и времето ќе покаже дали. Али моje мислење е дека тешко да излезат од ова група, пошто тука е Русија, тука е Уругвај, тука е Египет. Али во ова група според мене Саудиска Арабија е аутсайдер. Горан, токму така, исто како што кажа Игор, тие за мене се аутсайдери, али никогаш не знае што може да се случи. Така. Фудбалот е опасна игра. Има така да може да и засметат на другиве репрезентации да направат белја. Да. Како што да ги ние наша репрезентација Македонија многу пати сме направиле белја. Така да тие се за мене аутсайдери и ќе гледаме светско првенство и ќе видиме што понатаму. Кога сме кај нашата репрезентација би било убаво да ја гледаме на некој од овие првенства европски, светски. Па ете, значи јас и Игор ова прилика не сме ја имале до сега. Јас сум уште играм фудбал овде во Вардар, така да
за репрезентација не знаме понатаму што ќе биде. Дали јас би се вратил некој да заиграм пак или не. Исто како што има игро многу надпревари, јас имам 46-7 надпревари за репрезентација. Да, значи мене ми било задоволство од оваа наша репрезентација кога сега почнеме да збориме, значи од нашава репрезентација многу фудбалери направиле големи трансфери, кои што јас сум еден од нив, и многу големи имиња, така да дај Боже понатаму да можеме и нашава репрезентација да ја гледаме на овие светски и европски правенства. И има некаков помак колку што пратам, значи напредуваме. Да, во последнава година има некој имаме Особено со добри младите резултати, категории, да. со помладите. Младите Имаме една одлична шанса сега во Лигата на нации, Да. која почнува. Навистина сите репрезентации се многу близко тука по квалитет. И Македонија има квалитетни фудбалери која може да изненади на ова во Лигата на нации моментално. Значи тука се репрезентации како Азербејџан, како Казахстан или така, тука се сите близко по квалитет. Еве мислам дека за оваа генерација сега една добра шанса да покажи еден добар фудбал и нака ни израдува сите во Македонија. Ние имаме во план во една од нашите 8 емисии да поканиме гости токму од младата репрезентација до 21 година и нивниот тренер, така да ќе ни бидат гости и ќе ги кажат своите очекувања. Бране, пред да ја најавиме Египет како тим, дали пошто си ти задолжен за јавувачите да не ги запоставиме нашите гледачи, да дадеме уште една награда? Ајде, ако сме расположени, може да дадем уште една награда, Може, нели? како не може. Супер, одлично. Ајде да видиме кој ќе ни се јави следен. Да то делиме, да избере едно од прашањата и да му дадеме некоја награда. без да му кажеш договор. Добро вечер. Одговор му кажеш. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во емисија сте. Како сте? Супер, вие како сте, добри? Одлично, топло под рефлектори као за прв пат, меѓутоа добро. Поздрав за гостите. Кажете сега, изберете едно прашање е погодено, значи број 3 не постои, имате опција 1, 2 и 4. 4. Најдоброто го избравте. За најдобрата награда иде и најтешкото прашање, така? Дали сте спремни? Може? Да, може. Значи, ова прашање е под покровителство на Mobilix. Доколку одговорите точно, добивате најсовремен смарт телефон. Спремни за прашањето? Значи, кои репрезентации игра во финалето на минатото светско првенство во Бразил? Значи, кои две репрезентации игра на минатото светско првенство? Па Бразил и Германија. Не е точно. Да дадеме втора шанса? Може. Не, нема втора шанса. Океј, извинете. Не е точен одговорот. Бидете концентрирани, Мене ми е жал. штета е ваква добра награда да се пропушти. Ако промашат сите, останува за нас смарт. Така е. Не. Исто едно од екипите која може сериозно да им ги помати сметките на фаворитите во оваа група, екипата на Египет, има голема звезда во својот тим, тој е Мухамед Сала, кој исто така игра во Ливерпул. Горан, едно време игравте во Ливерпул, во Вест Бромвич Албион во Англија. Ајде малце поврзано со англискиот фудбал, ваши предвидувања во врска со Египет, дали Сала е толку способен да ја поведе цела екипа и да направи некој. Па ете така, значи сите го знаеме ние англискиот фудбал како е. Тоа е нешто топ ниво. Англискиот фудбал е врв на фудбалот, така да Салах, тој ти е играч кој што не знам дали прочитавте исто и нашите гледачи овде во студиото како тој започна својата кариера. Као мал, како почнал да игра фудбал, човекот се трудел, направил све. Сега кога постигна тоа што е, направил све таму. Значи во неговото село, врати на општеството. Вратил на општеството све, стадиони, тоа све. Али као фудбалер, секоја чест 32 гола во Премиер Лига да даеш. Значи таму играв 2 години, знам какво е тоа првенство. Али 32 гола, значи секоја чест за него, тој е голем играч со големо срце, го поштуваат навијачите. Дефинитивно. И мислам дека врв топ играч и дека ќе направат може да повлечи нешто да направи да ја понесе својата репрезентација. Супер. Игор, каде ги гледаш Египет со пласман на светското првенство според тебе? Една статија прочита пред неколку дена дека цел Египет се моли на Салах. Да. Али според мене реално од денешна перспектива, значи изигра една многу тешка сезона во Ливерпул и не знам во каква форма ќе влезе во ова светско првенство. Зошто? Затоа што
Навистина игра скоро секоја утакмица, дојда до Лигата шампионите, до финале, многу е истрошен, ќе има една мала пауза на ова светско првенство. Ако влезе во пик форма, мислам дека Египет ќе има огромна шанса, може да се избори за тоа прво, не може прво место, али за второ сигурно. Второ во група. Ако Салах е во добра форма, пак ќе повторам. Али Значи, све зависи. Горе-долу зависи од него доста. Горе-долу и многу зависи од соиграчите во египетската репрезентација, затоа што ова не е клуб, ова репрезентација, нема да има толку големи подготовки. Ќе имат околу 20 на дена и све ќе зависи колку ќе има помош од соиграчите, пошто Ливерпул е оформена екипа, клуб и репрезентација е сосем различно. Ако се одмори, ако биде подготвен, мислам дека Египет ќе има огромна помош на негова страна. Така, сепак е ова екипен спорт, треба да биде целата екипа на одредено ниво на спремност, не може само еден играч да биде подготвен, зависи и тоа како се останатите играчи спремни. Дали можеме да повикаме уште еден гледач, да не ги заборавиме со прашањето и наградите? Со оглед на тоа дека не го погодија прашањето, имаме простор да дадеме Имаме и ново прашање. Имаме и нова можност. Не може со истото, не е фер. Дали имаме гледач? Дали се уште не? Добро вечер. Немаме гледач се уште, добро. Добро, ќе преидеме на најавување на следната екипа од оваа група, а тоа е екипата. Мислам дека имаме гледач. Добро вечер. Женска особа, заинтересирана за фудбал, секоја чест. Ништо чудно. Како ви се допаѓа нашата прва емисија? Па супер, одлично, интересно. Дали има убави информации? Дали сте задоволни како се припремаме? Одлично. Дали сте спремни за погодување? Одлични сте. Дали сте спремни за погодување? Да. Супер. Наградата, уствари, ајде и да си изберете и вие имате можност, пошто само една награда доделивме, имате опција 1, 2 и 4. Која опција ве интересира, кое прашање? Може опција 4. Опција 4. Ви се допадна наградата од Mobelix, така? Да. И јас би играл, така? Ајде идеме прашање за таа награда, значи... Без асистенција од сопругот или синот, ве молам. Да, без помош, или Google, никако. Кој го даде победоносниот гол на минатото светско првенство во финалето со која што репрезентацијата го освои првенството? Искомплицирав? Кој го даде победоносниот гол на минатото финале? Геце. Во право Геце, браво! За Геце и Геце ви донесе. Ова е доказ дека и жените верно пратат фудбал. Ова е сериозно погодување. Значи ова не е лесно прашање. Воопшто секоја чест. Добивте највредната награда. Да, на вечерта смартфонот, обратете се во режија како да си ја подигнете. Честитки од мене. Тоа беше фудбалскиот тим на земјата Уругвај, кој што ќе земе учество во оваа прва група. Момци, што ќе кажеме за Уругвај? Мене ми изгледа како сериозна екипа. Традиција голема. голема. Игор, со твој коментар? Уругвај неколку години така го пратам последниве години и навистина многу интересна репрезентација. Сите се фокусираат на Суарес и на Кавани, но за мене клучно. Многу ми се свиѓа како играат во одбрана, значи многу дисциплинирано од почеток на нивниот голман и навистина делуваат како екипа внатре. И јас мислам далеку ќе стигне на ова светско првенство Уругвај, како екипа, како земја. И двата адути на ова светско првенство се Кавани и Суарес, кои се во одлична форма моментално, али пак ќе кажам све зависи како ќе влезат во ова светско првенство. И одбраната ако одигра многу квалитетно од позади, може да изненадат и мислам дека со Русија би се издвоиле во оваа група. Одлично. Горан, твоето мислење? Па ете, секојаш, значи во секоја екипа и репрезентација одбраната ти е клуч. Да. Значи, ако држиш нула позади, све е окей. А после тоа зависи нападот, како ќе се заврши својата работа. Со оглед на ефикасноста на Кавани и на Суарес ќе се ја завршат. Токму така, јас мислам дека тие ќе се ја завршат својата работа, како што се сега во овој ритам. И сум играл 4-5 пати, сум имал можност против Суарес. Исто така додека играв во Холандија, јас цела беше во среќа Ајакс. што не бевте гризнат од страна. Не бев гризнат од негова страна, да. И сум имал можност да играм повеќе пати против него, додека тој беше во Ајакс. Така да
и после тоа кога заменав јас во Динамо Киев, пак имавме Лига шампиони утакмица против него, кој што тој играч е фантастичен, знае од многу мала ситуација да даде гол, исто како што е Кавани, брз, експлозивен, технички топ подготвен. Можам да кажам дека некогаш дури има и многу среќа. Кога доаѓа во ситуација на дриблинг, ќе се удри 3-4 пати, ќе се одбие топка, ќе дојде во можност, па ќе даде гол. Значи тоа е играч кој што знае да го помириса голот, да се постави таму кај што треба. Така да нивната репрезентација е сериозен кандидат доста сериозен кандидат на ова светско првенство и мислам дека ќе бидат едни од фаворитите. Бидејќи не остана уште 2 награди, мислам дека е прав момент да ја поделиме и следната награда и може да вклучиме гледач на линија. Повелете кој се јавува, вашето име? Здраво, добро вечер. Добро вечер. Беко на телефон. Здраво, Беко. Како е? Здраво, супер, одлично. Дали пратите фудбал? Да, како не? Дали добри гости одбравме за вечерва? Дали ви се допаѓаат гостите за вечерва? Па гости ви искрено не ги познав, ама добри се вака, доста информативни се, окей. Добро, одиме со следното прашање, но претходно треба да одберете број. Кој број ви не останаа, Бране? Имаме уште 1 и 2. 1 и 2. Да е еден нека биде. Број 1. Секоја чест. Број 1 е вака. Во која земја 2010 година се играше светското првенство? Ако погодите, покровител, пријател на ова прашање е Винарија Тиквеш. Значи, во која земја 2010 година се играше светското првенство? Беко не гуглај, одговарај. Има доста лавови, тигри, така, животинско. Јужна Африка. Така е. Јужна Африка, добро е, точен значи, одговор. Си добивте таман со фудбалов да си пратите опуштено винце Од Тиквеш. од Тиквеш. Да, супер. Ви благодариме за јавувањето, следете не и понатака, ќе следат од следната недела 7 наредни емисии за спортското шоу Русија 2018. Бидејќи не остана уште едно прашање, односно уште една награда, тоа е од компанијата, односно од Врнци, Вода Врнци, ни подарува одлична награда за сите овие топли жешки денови летни, да малку се разладиме. Дали има некој гледач да го вклучиме и да одговори на тоа едно единствено прашање? Имаме гледач, добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Стефан се јавува. Стефан, добро вечер. Стефан, како ти се допаѓа првава емисија? Супер. Изборот на гости? Изборот на гости е супер, баш убава. А изборот на водителки добара? Молам? Изборот на водители добара? На водителки супер, на водители. Да. Поготоа како за прв пат. За тебе одлично. Фала ти многу. Ајде со прашањето, може спремен? Може, да. Ајде идеме вака. Која земја го има освоено светското првенство во 2010 година? Кое, слушнавме, се играше во Јужна Африка. Значи, може уште еднаш ка прашањето? Која земја го освои светското првенство 2010 година, кое се играше во Јужна Африка? 2010. Да, има таа земја доста... Ајде, чичко Google нека поврза. Одредени бикчиња со некој... Шпанија. Одлично. Ова е повеќе асоциација него наградна игра. Пантомима се е дозволено само наградите да се земат, така е? Океј, ти честитаме. Честитки за наградата, сепак точен одговор. Така, ви благодариме на сите и ви честитаме на наградите. Следната емисија ќе има уште многу други награди, така да слободно јавувајте се, слушајте, пратете и ќе добиете награди. Моци да го прокоментираме Суарес, дали еден од вашите омилени ликови или не? Доста контроверзен. Да, дефинитивно контроверзен. Па, дали е мој омилен лик, не можам да кажам дека е, затоа што јас, моја позиција, цела кариера играм левбек, тоа е десно крило. И шпиц. Некојаш играше десно крило, во Ајакс го става, значи, напаѓач исто така. Значи, да ми е омилен лик, да. Јас сум негов фан за тоа што го прави сега моментално во неговата кариера. Фантастично игра во најголемиот клуб, можам да кажам, во Барса, така да е мој омилен лик не е, затоа што 4 пати сум играл против него, 2-3 пати сум се испокарал. Така да тоа е. Со темпераментот
тука сте. Темпераментот двајцата сме слични, затоа што некои грешки кои што тој ги правил. Како реагираш ти Горан кога? Да, како реагираш ти кога ќе те испровоцираат во текот на ете така, значи јас сум имал случка, знаат, мислам. Која е нај моја случка? Да. Па ете моја, ја знаат, мислам цела јавност дека додека играв во Вест Бромвич првата сезона, така направив еден добар успех за мене лично, кај што 2 пати бев избран за најдобар играч на месец, исто еднаш месец декември најдобар играч, на 2 утакмици најдобар играч, и после тоа се случи, игравме со Тотенхем утакмица каде што имаше ситуација на корнер линија кај што се градев Волкер, играчот на Тотенхем, значи нацистички тој ме опцу, се случи што се случи, го плукнав, ме суспендираа 5 утакмици. Тоа ти е балканче. Тоа се строги казни, меѓутоа и правила кои што мора да се почитуваат. Игор, привршуваме со емисијата и цело време сакам да те прашам кој е твојот фаворит на ова светско првенство, да. Прво, на вистина ми е жал што една Италија нема да игра на ова светско првенство. Да, тоа е големо изненадување. Јас сум голем фан на таа репрезентација. Фаворити има доста. Мислам дека ќе има и некој изненадување. Според мене европскиот шампион Португалија, тука е Шпанија, Франција. Значи ќе биде интересно, али се надевам на некој изненадување дека ќе дојде барем до полуфинале. Јас имам само уште едно прашање, извинете што ве прекинувам, поврзано со ова што го гледавме од Суарес. Вие игравте одбранбен играч. Видовме еден момент каде што он брани со рака, нели, за да не постигнат гол, и тоа му помина, благодарение на тој негов гест, да речеме. Дали вие би направиле некојаш такво нешто, дали инстинктивно тоа доаѓа, не знам, кога си на линијата, више се е готово, дали... Во такви моменти. Да, јас лично сум правил, али зависи колку судиите ќе видат натре. Така е. Значи во жарот на борба, така, во жарот на борбата се е дозволено. Све е дозволено. Само репрезентацијата да помине. Кој е поитер во тие ситуации излегува на крај, значи кој е поспремен во тие ситуации. Навистина постојна нервоза некогаш и резултатска, има и влечење, има и туркање, значи се тие детали, ама сега судиите сите работи ги гледат, веќе имаме 5 суди на една утакмица. И све се гледа, многу камери, многу публика и све излегува во јавност. Иначе внатре се случува. Во наредните емисии ќе имаме токму на ВАР системот, ќе зборуваме за тоа како сето тоа ќе изгледа. Али се случува многу работи внатре, како што кажа Горан, али да не види тоа е спорт, да не види судијата, тоа е фудбалот. Да, мислам дека ќе постои понатака без разлика што е ВАР системот. Игор Митрески, Горан Попов, од срце ви благодарам што ни бевте гости, навистина ни беше голема чест и задоволство. Се надевам повторно ќе ни доаѓате во 1 ТВ. А јас и Бране тука мораме да ја завршиме првата емисија, односно првото издание од спортското шоу Русија 2018 и да ја најавиме следната. Следете на секогаш и останете со нас во термините вторник во 20:30 часот и петок во 21:30. Следуваат останатите 7 групи на сите екипи кои што ќе ги коментираме со македонската експертиза во фудбал. Ви благодариме за вниманието и останете со добро здравје. Убава вечер.